A joint expedition to the moon. Ne može da se случи во едно општество кое тежне кон Европска унија да има таков систем кој не ги обезбедува овие гаранции. Мора тој систем да ги има овие гаранции. Најголемиот дел на реакција или барање заштита на граѓаните како потрошувачи се однесува на цената на производот или на услугата што ја добиваат и сметаат дека таквите цени за тие услуги или за тие производи што ги добиваат не се реални. Без разлика од кои компании доаѓаат, најчесто се жалат од компаниите кои продаваат електрична енергија, но исто така и топлинска енергија и од другите јавни комунални предпријатија, а исто така и во делот на услугите кај телекомуникацијските услуги. Сметат дека помалку добиваат од тоа што плаќаат. Втора група на граѓани кои бараат заштита се тие што сметаат дека добиваат неквалитетен производ и неквалитетна услуга и за таквите производи, за таквите услуги не заслужуваат да плаќаат во тој износ што плаќаат. Граѓаните вообичаено најмногу се жалат и нивните поплати растат во доменот на јавните услуги и во доменот на исто така гаранцијата и гарантниот лист и оние права кои што тие ги имаат од гаранција. Исто така поплатите кои што се однесуваат на распродажбата на производите, значи лажна распродажба и оние практики кои што се нечесни пазарни практики, значи на пазарот каде што имаме измамно рекламирање на производите, било да е по пат по електронските медиуми, било да е тоа па може на билборди да биде или на друг начин, значи со одредени ознаки на производите, истакнување на ознаките блиску до производите и слично, каде што потрошувачот донесува одлука да го купи тој производ, иако кога не би го привлекла таквата реклама или таквата порака, не би се одлучил на тој чекор. Не знам, може би после година дена откажа тачскринот, го однесов на сервис, не го прифатија одма. Не знам, кажаа дека тачскринот дека требало да се нарача и ред други работи. Рекоа дека ќе ме известат на телефон кога ќе стигне новиот дел. Ми дадоа ливче, на ливчето пишуваше, дури тоа покасно го приметив. После 30-тиот ден, ако не ти се јават, дојдеш да го земеш телефонот од сервис, ти следува нов телефон. Јас тоа го приметив, отидов во фирмата, на тоа одма изреагира дека нема да добиам нов телефон, без разлика што се поминати тие 30 дена. И јас отидов во државен инспекторат.
таму пријавив, инспекторите брзо излегоа на терен, рекоа дека ваквите проблеми со мобилни телефони дека многу брзо се решаваат. Ми дадоа ливче на кој што пополнив се целата ситуација, што како се десило, фотокопија од тоа нивното што ми го дадоа за како гаранција. Мислам дека многу брзо, за 1 ден или 2 дена излегоа на терен. После недела дена ми се јавија, ми кажаа дека излегле на терен, дека утврдиле неправилности од страна на фирмата и дека мене ми следува нов телефон. Отидов да си ја земам потврдата, отидов пак во истата фирма, на тоа пак имавме конфликтна ситуација, ми рекоа да дојде самиот инспектор со мене заедно, за да докаже, без разлика што потврдата што ја добив од државен инспекторат беше со подпис, печат и име и презиме на самиот инспектор што излегол на терен, за да увиди ситуацијата. Па потоа пак се вратив во државен инспекторат, инспекторката се јавуваше, збореше со газдата на фирмата, тој потврди дека ќе ми дадат телефон. Телефонот го чекав можеби уште 20 на дена. Потоа кога дојдов да си го подигнам новиот телефон, не ми беше ни запакуван телефонот, туку ми беше паковката на телефонот беше отворена, внатре немаше се она што следува со еден мобилен телефон, значи слушалици, пулнач и ред други работи. Мојата реакција беше зошто телефонот, зошто целата опаковка е отворена, кога веќе ти следува нов телефон, се знае нов телефон како нели кој ќе отидеш да купиш, како добиваш. Они ми рекоа дека јас кога сум го донела телефонот на сервис, не сум им донела ни слушалки ни пулнач, а тоа не бев известена. Мислам, самата девојка која што работеше таму, што ми го прими налогот, што го пополнуваше налогот, не кажа дека треба да ги донесам и другите работи. И тука имаше пак конфликтна ситуација и оваа цела година траеше повеќе од 2 месеца. И што ми го дадоа телефонот, го дадов, една моја другарка го користеше за неполни 3 месеци пак се расипа. И тоа е целата работа што е многу смешно. А ти дава гаранција од година дена, она пак го однесе во истата фирма, го зема и пак и се расипа после 6 месеци. Гледате, ако ние доаѓаме до заклучок како институција, не затоа што ние сакаме, туку затоа што бројот на представките, на тоа што се жалат граѓаните, констатираните повреди, не доведува да заклучиме и тоа здрав заклучок дека во Република Македонија се уште по однос на јавните производи и услуги немаме либерализиран пазар, кој пазар на вистина ќе може да даде квалитетни и навремени услуги на граѓаните. Свесни сме дека тука правата на потрошувачите се кршат во голема мера. Ние сме имале одлуки на Комисијата за заштита на конкуренцијата, каде што постоела можност и секој потрошувач кој што бил засегнат со одредена злоупотреба на некоја доминантна положба или на монополистичка состојба да тужи, а ние не сме добиле, не сме имале голем број на тужби. Во овој случај ми се чини дека дури за да имаме подобри права на потрошувачите би требало да се следи примерот со Фондот за здравство, каде што Организацијата на потрошувачи делегира свој член во управниот одбор. Значи, јас се залагам во управните одбори, значи да имаме кај јавните комунални предпријатија обавезно да имаме по еден член кој што ќе го делегира Организацијата на потрошувачи. Заради тоа што на таков начин многу повеќе би се слушал гласот на потрошувачот преку своите представници кои што ќе ги има.
Јавните предпријатија се уште се на некој начин заштитени и тие немаат голем интерес да се менуваат заради тоа што нивните приходи се на некој начин фиксни и тука немате многу инвентивност на кој начин тие да станат поинвентивни, поприемчиви кон потрошувачите, кон нивните интереси. Не може едно предпријатие кое дава услуга на паркинг да рече јас не сум надлежен ако вашето возило било штетено на мојот паркинг. Па треба ли да имате камери? Па треба ли да имам јас некој обезбедување ако сум веќе таму, нели? Барем да се види дека некој поминал тука и го оштетил возилото. Не може така да се, да се составаме во актите одредени, она што не одговара клаузули, односно да напишеме дека тоа ние не сме надлежни. Не е така, тие пишуваат дека не одговараат, но постои закон за облигациони односи кој што кажува дека тој ќе мора да одговара ако не покажал минимум внимание. Чии се тие кои што наплаќаат паркинг? Тоа се на општина Центар, на градот Скопје и така натаму. Тоа се јавни предпријатија. Повторно кажуваме дека доаѓаме до тоа дека некој не е заинтересиран тоа да биде до крај регулиран, односно до крај да се спроведуваат прописите кои што самиот ги носи. Јас сакам да платам 40 денари во општина Центар еден час. Ама не можам да не бидам обештетен ако некој ја обие мојата кола или ако некој ја чукне мојата кола, затоа што таму патролираат десетина лица кои што наплаќаат. Тие лица не треба да служат само за наплата, него треба да служат и за чување на возилата, на паркинзите. Тоа никаде во светот не може да остане несанкционирано, освен, веројатно, кај нас. Ако ги земеме комуналните работи или топлификацијата, мислам дека недоволното испраќање на топлинска енергија или нередовното чистење на сметот и така натаму. Трета категорија се граѓаните кои сметаат дека им се повредуваат потрошувачките права затоа што не ги добиваат навремено. Понекогаш има и застој, односно воопшто во одредени периоди и не добиваат услуги, без нивна вина. И четвртата категорија се граѓани кои сметат дека сите овие што даваат производи ненавремено, некоректно, ги читаат мерачите кои се мерило за тоа колку граѓанинот потрошил некој производ за да плаќа кон тоа. Со еден збор граѓаните се жалаат дека договорите што ги имаат склучено, затоа што овие работи се договорни работи, договорите што ги имаат склучено не се почитуваат од страна на давателите на производите и услугите, а граѓаните стануваат жртва на тој систем по однос на овие проблеми. принцип, ние имавме некоја представа кој е главниот проблем со сметките, бидејќи во ОПМ стигнуваат доста жалби од потрошувачите, па конкретно нели за сметките за енергија. Значи најмногу се работи за разбирливоста на сметките, со тоа што сметките не се прилагодени за луѓе кои што немаат енергетско образование, значи не ги разбираат сметките, поготово за сметките за топлинска енергија.
Понатака проблем се појавува со, да кажеме, сметките за топлинска енергија што немаат можност потрошувачите да имаат увид во мерените податоци, што значи практично немаат доверба во точноста на сметките. И понатака некои аспекти кои што веќе треба и кај нас да се воведуваат, примена на обновливи енергетски извори, електрична енергија би требало во сметката да се разграничи со какво потекло е енергијата која што сме ја потрошиле, значи во проценти, да кажеме, одреден процент е од термоелектрани, останатиот процент е од обновливи енергетски извори, и тоа би требало исто да се разграничи и во износот, во тарифата која што се плаќа за таа потрошена енергија, со тоа што значи потрошувачот ќе биде информиран колку учествувал во промоцијата на обновливите енергии. Па, што се однесува до електричната енергија би можел, значи бидејќи потрошувачот има увид до електричните броила, значи со едноставно споредување на податоците од сметката и неговата и електричното броило, тој ќе види дали навистина е тоа така, ќе спореди, ќе помножи и ќе добие додека кај сметките за топлинска енергија навистина проблематична, затоа што формулата која што се користи за пресметка на крајната сума која што треба да се плати е сложена, значи луѓе кои едноставно не се бават со таа проблематика, веројатно веќе на првите два податоци се збунуваат и не можат да одат понатака. Имаме одредени кратенки во сметките кои што се нејасни за потрошувачите. Значи немаме објаснување на кратенките. Или имаме одредена заостана долг, како што имаше многу, за кој што вие појма немате како потрошувач од каде ви потекнува тој заостана долг. Значи на вашата сметка. Несоодветна заштита. Значи, компаниите имаат механизми како да се одбранат од неплаќање, како да ги наплатат сметките, а потрошувачот еве доколку настанува грешка, нема начин како да биде компензиран неговиот труд и неговото потрошено време. Многу големи проблеми, и тие проблеми не може само регулаторот да ги реши така. Значи тие проблеми мора да се слушне гласот на потрошувачите, омбудсманот, народниот правобранител, она што тој го мисли, неговото мислење го процесираат и до владата, и да се отвори една по-широка јавна дебата околу положбата на граѓаните, на потрошувачите во доменот на користењето на јавните услуги од сите јавни предпријатија. Какви се нивните сметки, какви се нивните договори, каков е квалитетот на испорачаната услуга? Значи ние не можеме молчешком да ги плаќаме само сметките за. Ние сме должни да ги плаќаме сметките за се она што го користиме. Меѓутоа, не и да плаќаме за неквалитетни услуги, не и да не знаеме што ќе платиме.